Министерот за образование не се потресува за случувањата во основното училиште Тодор Јанев во Чашка, кои се пред кулминација. Тамошните вработени алармираат дека се изложени на притисоци и закани од директорката на училиштето, Елена Николова. И денеска таа пред влезот на школото се соочи со незадоволни родители и жители од општината, кои од неа бараат оставка, затоа што дозволила формирање на албанска паралелка во училиштето. Гневот на родителите е голем затоа што ниту биле информирани, ниту прашани за воведување на нова паралелка за ученици од албанска националност. Дали има законска основа за формирање на оваа паралелка? Министерот за образование не кажа, но ги повика родителите да изготват решение и да му го достават во кабинетот. Мислам дека не ви се точни податоците. Јас претходнината недела бев лично таму во состанок со Советот на родители во општина Чашка. Имавме добра дискусија заедно со сите родители. Очекувам од родителите заедно од општината да доаѓат во Министерството со решение на проблематиката што ги имаме. Родителите и наставниците вчера открија дека интернатот кој служеше за децата од околните села и е во склоп на училиштето, преку ноќ бил пренаменет во училница. Но Шакири демантира. Вели дека училницата за албанската паралелка не била во интернатот. Што се однесува дали во интернатот, јас од директорката имам побарано образложение, зошто ако тоа е направено, но според известувањето што го имам добиено од директорката на училиштето Тодор Јанев, училницата е во просториите на училиштето. Директорката на училиштето вчера за Алфа тврдеше дека имало основ за формирање на албанска паралелка. Според неа, родителите и жителите неосновано протестирале и побара да не се прави етничка поделба. Инаку училиштето Тодор Јанев, според статутот, е само за настава на македонски јазик и во населено место со македонци, а во кое според лична карта на родителите нема регистрирано ниту еден жител на албански мајчин јазик. Жителите со недели протестираат против, за како што велат, насилното и незаконското формирање на албанска паралелка во училиштето и бараат ингеренциите врз оваа установа да се вратат на општината за полесно да се реши проблемот.